другарки и другари од граѓанскиот сектор, дека оваа платформа што ја развиваме толку години е и нивна платформа. Дел од моите колеги секојдневно се на првите удари на пандемијата. Нешто од фестивала е да демонстрираме поддршката на граѓанските организации во борбата против коронавирусот. Therefore, it is important to have events like this. Дали во моментот имаме 100% еднаков пристап за сите деца и денес во пандемија и претходно, сметам дека во сите истражувања укажува дека се уште имаме работа и дека чекор по чекор треба да стигнеме до таму. Добре дојдовте и благодарам што се појавивте во волку голем број на овој настан кој се обидуваме да го направиме и да демонстрираме дека е можно да се направи со почитување на сите безбедносни протоколи. Колку Цивика Мобилитас и нејзината програма заедно со граѓанските организации успева да се справат со пандемијата од COVID-19, односно да продолжат со своите активности и напредок? Па како и за другите организации, па и цели држави, нели, ја следиме глобалната ситуација и генерално после првиот шок, кога и ние во првите 2-3 месеци работевме од дома во целост, една од работите што ја направивме беше да воведеме сменско работење, така да речеме, една група колеги кои се со ризични категории, родители, бебиња и слично, цело време не одат на работа, односно се работат од дома, а другите групи се менуваме и на тој начин, да речем, се прилагодуваме кон новата ситуација. Истото го препорачавме и за грантистите, со тоа што сега како одминува пандемијата и знаеме се повеќе за како да се справиме со неа, полека почнуваме еве по да не речем нормални настани или активности, ама на начин како што беше вообичаено да се прават и денешниот фестивал е во таа насока да се демонстрира дека може да се вратиме кон редовните активности со почитување на протоколите и не само тоа и повеќе од тоа со обезбедување на безбедноста на сите граѓани и учесници на тие настани и со едукација нивна како може да продолжиме со нормална работа, а да бидеме заштитени и да ги заштитиме тие околу нас. Програмата на Цивика Мобилитас и швајцарската амбасада им се придружија на напорите на властите во борбата со последиците од пандемијата. Например, средства од грантовите беа пренаменети за одговор на вонредната состојба со COVID-19, при што 15 организации спроведоа различни активности, почнувајќи од делење на пакети со храна и хигиенски средства до обезбедување на психолошка поддршка за оние на кои што им беше потребна. Сметам дека благодарение на нив се покриваат проблематики кои што би се комплетирале заедно со институциите за да може ефективно и целисходно да се решат одредени проблеми. Особено се важни во областа на едукацијата на граѓаните, поттикнување на нивната проактивност, промоција на волонтерството, за кое што сметам дека е исклучително важно да се промовира во македонското општество и се залагам уште од првите денови да тоа се повеќе и повеќе се работи, давајќи личен пример како волонтер на Црвениот крст, волонтирајќи во Институтот за јавно здравје и во други организации. Пандемија или која и да е криза, учеството на граѓанските организации е клучно. За да може да кажеме дека имаме граѓански пристап, граѓанско општество, граѓанските организации треба да се високо во процесите на надминување на сите предизвици на едно општество. И вие на вистина на задачата покажавте дека во оваа пандемија знаете прво да се борите за своето учество и присуство во сите процеси, од друга страна брзо да се реорганизирате и да помогнете на оние на кои што најмногу им беше потребна помош во изминатиот период.
Ние не можеме да зборуваме за граѓанско општество кон кое се стремиме без силни граѓански организации. Така да ваквите програми како што е Цивика Мобилитас, кои што даваат директна поддршка на граѓанските организации да работат на терен со своите целни групи, се навистина неопходни. Ние сме многу благодарни како институции за поддршката од тие партнери, со тоа што сметаме дека и како институции и како влада треба понатаму да продолжиме и да ја јакнеме и да ја унапредуваме таа поддршка која што се дава кон граѓанските организации. Сметам дека Цивика поддржува доста квалитетни проекти, грандови, каде што организациите кои се поддржани секако испорачуваат добри резултати и е за пофалба. Кои се вашите клучни успеси во Цивика Мобилитас? Ние сме грантисти на Цивика Мобилитас и клучните успеси се тоа што се обединуваме во една платформа во борба против соромештијата и како да одговориме на кризите, затоа што видовме дека тоа ни е слаба точка како држава, па нивната поддршка е во моментот тука. Па има поголема видливост заедницата, пораст на членството на конституентите, соработка со локални институции и секако зајакнета заедница, ЛГБТ заедница. Ние во партнерство со многу други невладени организации кои работат со ранливи групи, значи групи кои по нешто се разликуваат, нели? Работиме на создавање на една така наречена мрежа од совети на публики со цел да помогнеме тие ранливи групи полесно да ги идентификуваат сите стереотипизирачки содржини што циркулираат во јавната сфера и да најдат начин како да реагираат координирано преку таа мрежа кај различните институции за да тие содржини помалку ги има. Една можа постигна она кое го зборувавме во сите изминати години дека треба да го направиме. Не соедини со самото членство, не соедини со други поддржувачи, не зајакна како организација, ги разви нашите менаџерски капацитети и не доближи до институциите. Цивика Мобилитас се докажа како институција, како орган во нашето општество кој што навистина има сенс да препознае она што е добро за граѓанството и за развој на општеството. Апсолутно максимално помага на невладиниот сектор и мислам дека опстанокот на Цивилика навистина е многу значаен за сите невладини организации во нашава земја. Ние во овој момент имаме добиено акцијски грант наменет за лицата без неевидентирани во матичната книга на родени и всушност тоа ни е слоганот на проектот регистрирај се, биди видлив. Така да колку побрзо успееме сите заеднички, вклучително и вие како граѓанска организација или како новинари, вклучително и државата воопшто, и владата и министерствата, колку побрзо ги евидентираме тие луѓе, толку побрзо ќе добиеме да бидат дел од општеството и сега се дел од општеството, меѓутоа да станат навистина видливи за сите нас. Ние сме нови грантисти на Цивика Мобилитас. Почнавме пред 3 месеца со институционален грант, така што можеби е рано да кажеме за успесите, меѓутоа имаме големи очекувања од себе и од програмата. Одлична можност е затоа што нашата организација се наоѓа баш во еден таков период каде што сме зрели за преиспитување, преосмислување на нашата визија, на нашата мисија, на она што го работиме и период кога стратешки размислуваме како во наредниот среднорочен период ќе се позиционираме во општеството, како ќе го насочиме нашето делување и како веројатно ќе го прошириме. Во таа смисла одлична можност е грантот на Цивика Мобилитас да се зајакнеме, меѓутоа и очекуваме да го прошириме нашето делување и надвор од оној тесен делокруг до сега што сме го имале, покренувајќи ја свеста за справувањето со ХИВ инфекцијата и на ниво на лица кои што се изложени на поголем ризик и на ниво на политики во земјата. Сакаме да излеземе малку пошироко од тој круг, бидејќи здравството во нашата земја треба повеќе и од како граѓански сектор да
да му пристапиме на поеден систематски начин. Значи имаме различни проекти, едно од различни активности, едно од активностите е правење на стратегија за почвата, стратегија на почва која што се надеваме дека ќе биде основа за донесување на закон за почва, бидејќи закон за почва во Северна Република Македонија се уште нема.